вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во уште еден четврток со нас, односно со Хајткаст. Како за почеток би сакала да ви се заблагодарам за тоа што не следите на нашите социјални мрежи и на нашиот YouTube канал. А како вечерашни гости имаме двајца браќа, близнаци, кои што карактерно можам да кажам дека се различни, но добро ја владеат и ја совладуваат творењето на музиката и креирањето на нивните нови песни. Со нас се Давор и Давц. Добро вечер, Давор и Давид, добро дојдовте во нашето ново студио. Кажете ми како се чувствувате вечерва и дали ви се допаѓа нашето ново студио? Баш сакав да ти кажам дека доста убав вака амбиент има овде. Мене ми се свиѓа ова дрвцето гореше. Има некоја, да, него му се свиѓа тоа дрвцето, све што ја асоцира снежена, цвеќенце на ова, на она, све му е убаво. Зашто снежа? Епа така, сега, откако се изфарба плав, нов имидж има и сега снеже е малце е Давид. Снеже, Давид Снежана. беше, сега е Снеже. Давид беше, сега е Снеже. Има, гледаш. Многу убава енергија има тука, стварно. И добро те најдовме по 24-ти пат овие неколку месеци. Давид, ти што можеш да кажеш? Ми се допаѓа студио, супер да кажав јас, све ми е супер. А тоа снеже од каде потекнува? Снеже? Да, од Давор или од некој друг? Па не знам кој им дава. Предпоставете од каде може да Да потекнува. предпоставам, за тоа и го прашам, сакам он да ми каже. Гледај, мене луѓето ме знаат како Давид, ако Снеже не ме знае никој, јас сум Давид, така да Снеже не знам кој е, али со Давид збориш. Сега Снеже може у главата на Давор, ма јас сум Давид. Добро. Ајде да започнеме. Ви сакала на почеток да разговараме за вашето детство. Во најавата кажав дека имате различни карактеристики, иако сте двајца браќа близнаци. Кажете ми, кој е првиот момент од вашето детство на кој што може да се сетите? Првиот момент, па, кога се родив. Не може да ти текнува од кога си се родил. Во стомакот се ударавме вака еден со друг, бам, бам, бам. Аха, значи на тоа ви текнува. Види, генерално доста спорт, многу спорт. Јас тренирав таеквондо, ако знаеш што е. Боречки вештини со нозе. И бев доста добар у тоа. После тоа татко ми ме запиша, тренирав и ракомет. Идев и на ракомет и на таеквондо во исто време. Таеквондо немав изгубено за 7 години борба. Немав изгубено ниту еднаш во Македонија на државно ниво, значи бев доста добар спортист. Ми одеше секој спорт освен фудбалот, за фудбал сум стварно со 2 леви, али тренирав и ракомет и у тоа бев доста добар, така да она што можам да се сетам од детството најмногу е така. Спорт и многу спорт. И дружба. А на некој момент и вака двајцата заедно што ги имате поминато? Иначе прочитав коментар за Давор. Како Дека коментар? сакале да го стават у бокс меч, некој да го претапал. Каде го прочита тој Не коментар? знам, негде да се некоја социјална мрежа многу ми падна смешно. Види, бокс, Знаејќи дека Давор Тука ќе ги покаже неговите вештини ако го стават во бокс меч. не можам ќе ми пукнат овие. Знаејќи дека Давор нема изгубено ниту една борба, ми падна многу смешно тој коментар, но ме насмеа стварно од срце, не го сватив негативно. Гледав од позитивната страна, знаејќи стварно, знаејќи ги неговите способности. Сум се такмичал јас и на балканско првенство бев, во Србија бе се одбиваше тоа балканското првенство, второ место исто бев на балканско, тоа ми е единствена изгубена борба така за победа кога се борев за прво место на балканско. Требаше и на европско, нели? Требаше и на европско, да, меѓутоа Ама беше многу бесен Давор, Не, скокаше раката по ја дрва и скршив. ја скрши раката. Ете ти нешто интересно од нашето детство, раката која искршив. Не имавме едно дрво мало и имаше една гранка вака висеше и сите скокавме од едно дзиче и се бесевме на гранка. И Давор да На кому скокне, текна таа идеја? па сите деца ко деца, цело мало. И Давор да скокне на гранка. Ама јас сакав највисоката да ја фатам, ја не кев као нив, јас сакав поише. Пошо он е глумец, ја мислев дека се зафркала. Он падна доле вака и го гледам лежи. Викам што се дешава со детево. Кога стана не знаеше кај се наоѓа, искршена му беше раката. И ради тоа фактички Многу мислам ба дека- испомени од детството почнавме да кажуваме. Да, баш убаво исполнени. Ми текна у кола, кукаше, ау бау. И на крај валјда и ради тоа не продолжи со таеквондо. Така беше. Не, поради тоа не отидов на европско првенство, а генерално после тоа, после 6 месеци од како се опоравив, продолжив пак да тренирам, само што ете го изгубив европското првенство и Да е волјата некако сигурно. тоа. Не сум имал јас многу време као дете да се дружам со така со другарчиња, си играм надвор. Пошто пак, нели, ќе кажам, уште од прво оделение бев запишан на спорт и константно јас од школа одев на еден тренинг, од еден тренинг на друг, а поготово па после малце кога не спрема и за така за такмичења заедно за друго од втор тренинг на трет и до 12 навечер јас бев само по тренинзи. И така го Ме памтам детството. интересира што се случило со моторот кај вас дома? Кој мотор? Во вашето детство моторот.
Чекај се, Марија, ти не знаеш лично, ќе почнеш лични. Да, лични прашања, ајде сега тука интересно, ние ќе се збориме. Па ништо и го украдовме, татко ми купи на сестра На ми. колку години сте украле мотор? Тоа ме интересира. Па колку имавме? Имавме околу 10-11 години може. Така, толку Добро. не повеќе од 11 години. И татко ми купи на сестра ми мотор, Веспа, тогаш нов. И ние се договоривме додека спиеше он, ајде ќе го земе моторот, ќе го украдеме и ќе возиме моторот. И јас седнувам на мотор, Знаевте да возите мотор? Како може на 11 години да знае? мислевме дека знаеме, уствари. Добро. И сега ја седнувам на мотор и да дадам газ, а Давид ја држи раката на газта. И он како ја држи се збунува и почнува да дава газ, а јас седам на моторот. Да знаеш И десно моторот газ, почна. јас се држам и он си го гледам вака си пафта си иде. И он трчка се по мене и зацепал. држи газ и у една куќа се удривме, таму го искршивме моторот, цел го направивме. Прво па мушко. И тука пак кој беше повреден, ти или он? Јас нормално, секогаш јас. Јас без повреди сум у детството, фала Богу и сега. А кој немам повеќе бели правеш од вас двајца? Двајцата. И да, мислам дека повеќе беќе правиш. А вашите на кој повеќе попуштале? На Давид. Зашто? Како да. Зашто на не. Давид? Не трезе зелен. Иначе Давор секад кога ќе бавме у фамилијава нешто, кога ќе требаше на некој да падне вината, секад на мене ја префрлаше. Нешто ќе се деси и он Давид. И затоа луѓето знаеа дека поише он секогаш крив и после почнаа да му попуштаат пошто знаеа дека ја не правам бељи. Добро, значи да сугерираме мотор сте украле на 10 години. Да. Колата кога ја украдовте? Јас имам земено кола. На краци не направи. Да. Ние па добро, се збориме за моменти од вашето детство. Многу бев мал, дали не знам ни како ја истерав од гаража, татко ми тогаш имаше, а леко Москвич. Еко ќе ми текне. И ја дете као дете ми текна, некако го гледам што става, како става рикверц едно друго. И седнувам јас со кола, а татко ми беше отиден да ни направи за јадење. И ние од двор се играме. И не знам како бе почнав колава рикверц и да ја вадам колава, си трга назад, си вози у рикверц. Кога го гледам татко ми трча, пушта јадењето од раце, трча по нас, отвара врати, кочи. Си ја истерав добро, ама ништо страшно. Ве кара Али сум апостата? па сега не е нешто страшно, ама Ама тоа треба и да ги караш децата реално комали, не треба да им даваш сега гледаш деца многу се Нас вие- сме карале многу кога сме правеле глупости. Сме правеле многу глупости комали, што све не сме правеле и накарале стварно, ама и треба така. И сега генерално денешно време па некој дете ќе фатат да го караат, сега па се пропагира, ќе вртиш на тој телефон ако нешто дома ова она бе. Децава со шоке, треба родителите да ги укоруваат беше мате да не следното. фатат деца да не забегаат, све се со телефони, со лево десно, ние сме имале детство, сме правеле глупости, сме биле деца, сме играле, сме, ама пак деца сме биле, сакаш тоа е детство. Денешните деца тоа мацеко да го имате изгубено. Нали? Да, тоа ми беше следното прашање. Сакав да ве прашам, вие ако имате деца, како би ги воспитувале вашите деца? Па примерите на воспитување фактички на децава ги имаш од дома. Како било воспитувано детево и тоа некако се продолжува со традиција, на пример. И знам дека моето дете да го воспитам така како што сум воспитан јас, дека фала Богу нема ништо да му фали. види, Марија, секој човек се е различна индивидуа за себе, сега не можеш ни скроз да му влијаеш на детето, тоа дете ќе влезе у пубертет. Така? Да. И у школа кога ќе се запише. Значи Пак не колку можеш да го колку влијаат контролираш. родителите, толку влијае и околината. Значи сега јас можам да сакам моето дете да пробам да му наметнам некои мои сваќања, нели, некои работи да му ги наметнам јас од мене што сматрам дека се добри. Сега околината како ќе влијае, у какви времења ќе живеат нашите деца, ако даде Господ нормално си да имаме деца. У какви времења ќе живеат, па малце ми е страв да ти кажам, искрено. Зошто? Пошто не живееме баш у најмирни времења. Поготово сега и што ова што го гледаат све по YouTube, што пратат Да. овие јутјубери и така натаму. Не знам, јас ќе дадам се од себе моето дете да биде добро воспитано и сега како понатака, Боже мој, па ќе кажам, ќе влезе тоа дете у пубертет. Како ќе се формира, пошто секој си е индивидуа за себе, секој си е своја особа. Така да, и мене моите ќе нас у фамилија никој не пуши цигари, јас пушам. Значи, Али добро, генерално мислам дека генерално карактерот детето го гради уште од мали години. Значи гледа дома све. Уште од мали најмали сеќавања си гради карактер, некој се гради како личност. Нормално у пубертетот може да кажем ајде така да забега или не може да забега, ама пак генерално карактерот го ствара до негде па и пред пубертетот па натаму пубертетот додатно се надоградува, мислам дека. Дали може би сте се дружеле со некој другарче во вашето детство кој што има дома претрпено, еве да кажеме, семејно насилство и какво мислење имате вие на таа тема, бидејќи денеска е многу актуелна таа тема?
Знаеш како, од оваа перспектива сега кога ќе погледнам, јас како дете тоа не сум го сваќал баш нај, али генерално да, во секоја школа има некои деца што се така повлечени, нели? Што се малку ќутливи и ти дете како дете тоа у тој момент не го разбираш зошто е тоа така. Меѓутоа малку кога ќе пораснеш, кога ќе созрееш, да кажам, разбираш и кога ќе видиш еве денеска све што се зборува и што како што кажа доста актуелна тема е семејно насилство и многу осетлива тема е. Можам да кажам да, сме се сретнале со доста такви деца во нашето детство. Не се сега ни премногу, ама пак ќе кажам, тие деца се, јас како што имам впечаток, доста се ќутливи, некако како да се срамат од тоа да го кажат, а напротив, јас сакам сите тие деца да ги охрабрам доколку се соочуваат со нешто такво да го кажат тоа, луѓето да го знаат тоа, затоа што на тој начин ќе им се помогне на тие деца кои се соочуваат со семејно насилство, а да не бидат ќутливи и дека не е ништо срамно ако нешто такво ти се случува, не е ништо срамота да го кажеш тоа, да го споделиш и да побараш помош. Давид, Се служам, да. Добро. Значи сега може да затвориме оваа тема. Мислам дека добро одговори на ова прашање. Мене како мал, например, ми имаат киднапирано. Да, за таа ситуација може малце да поразговарам. Јас- Како се осети, на колку години беше тоа? Па имав околу 4-5 години, така нешто, али се сеќавам на све. Бев киднапиран во Скопски ГТЦ. Излеговме на прошетка и што е најинтересно, стварно сум бил многу мал, ама се сеќавам на све. И мене ми текнува, да. По тие подвижните скали, дете као дете сака да се игра. Нели? И тука беа мајка ми, татко ми, сестра ми, он, нели? И јас дете као дете сакам цело време по скалите да сум. И доволно е малку некој да изгуби внимание и така натаму, пошто мајка ми му има кажано на татко ми дека треба да одат мебел да гледаат. И добро, он мислел дека, а јас сум се спуштил у моментот надоле, он мислел дека со нив сум. И тргнал нагоре. И мене ми текнува дека стои човек позади мене и ми вика шампионе, шампионе, дојди погоре. И јас дете као дете не разбирам ни кој е човекот, ни што е, ни... И си отидов, да, по него. Ке ти купам ова, ке ти купам тоа, ти си шампион, чекаше доле да се спуштиме скроз, ме зема човекот у раце и ме однесе. И сега јас дете као дете памтам само слики, гледав луѓе, барав некој познаник, не викав, ама барав некој познаник да видам дали има некој што го знам, само тоа ми текнува во мозокот. И точно пред да ме изнесе од самиот ГТЦ, слушнав глас позади сестра ми, ја слушнав на човек позади наша, беше вика Чичко, Чичко, овој го украде брат ми. И јас се вртам, ја гледам сестра ми позади, како што го вида човекот, овој што ме држеше у раце, како што го вида и го слушна тоа, ме пушти доле на земја и избега и никогаш не го најдоа тој човек. И има среќа, имаш, мислам, среќа ти. Господова работа, да, така кажам да, тоа. што те нашле. Зашто реално сега не се знаело кај ќе бидеш. Они го барале цел ГТЦ и горе и секаде, ама ете сестра ми, пак ќе кажам фала му на Господ, Господ ја пратил тамо да и текне да се симне доле и да се случи тоа што се случи, ама ете се дешава такви работи и треба да се многу да се внимава. Давид, ти си имал некоја таква ситуација? Да сака да ме киднапираат, не, никогаш. Значи ти си бил мирен, си седал, ни си бегал Он сакаше многу у раце да го носат као Да, па на цело време раце. врташе Затоа не си како се ми губил, раце. зашто си бил во Раце на раце. ушка сакав да ме крева татко ми. А ти пуштам доле. Ја бев така по Да, прва, ор по скалите пожелана. горе доле. Добро, тоа е интересна ситуација, ама пак не е... Многу не е- интересна ситуација. Не е убаво да се случи на некој, ама интересно да се раскажува. Интересно пак. да се слушне, ама не е убаво да се Да, преживее. да. Треба поука да се извлече. Да. Поука. Секогаш да бидат децата помали, секогаш да бидат со родителите да не ги пуштат од рака. Така е. Ето така. Ајде да зборуваме малце за музиката и за музичката кариера. Која е тајната на кариерата? Дали знаете? Бидејќи ве сте вие на еден пат кон градење на вашата кариера, имате до сега постигнато некоја кариера, но која е вашата крајна цел? Кој е таа тајна, кој е тој пат? Да постои тајна, сите ќе бидат звезди, сите ќе се бават со музика, сите ќе имаат кариера, да постои некоја тајна што е као рецепт напишана. Не постои тајна. Треба да бидеш доста упорен, треба да ти се поклопат и коцките за многу работи и секогаш може да ти се поклопуваат одново и одново коцките. Значи некои луѓе што се многу големи звезди одново може да им се поклопуваат коцките и да прават нови работи во животот, нови хитови, нови песни, нови концерти, нови случувања да имаат, да ја збогатуваат својата кариера, пошто ова е уметност и додека си жив градиш.
Значи има луѓе на 80 години што градат уште и што се уште во музиката и така натаму. Така да формула некоја специјална за музика не постои или за кариера, само мислам дека треба да имаш да го работиш тоа со љубов и да си упорен. И да знаеш колку ти се сега квалитетите, колку можеш, колку можеш, колку не можеш, што можеш, што не можеш, зашто си добар, зашто не си добар. Затоа е добро додека си млад и да експериментираш малку. Еве ние сега ќе направиме еден експеримент интересен период Тоа ќе што збориме следи. сега. Да, па види генерално нас не отпишува. Ние ако почнеме да се занимаваме со музика веќе околу 4 години се занимаваме активно со музика. Нешто повеќе или помалку од тоа. На почетокот нас генерално не отпишаа сите. Тие што највеќе им верувавме, не зборам за нашата фамилија нормално, него во оваа индустрија на тие луѓе што им верувавме, нас не отпиша од старт. Ние бевме никој ништо за нив, ние ништо не им ветувавме. На крајот од денот, еве да кажам, од сите луѓе у тој момент што се занимавале со музика и биле околу нас, на крајот денот само ја и Давор сме останале уште да се занимаваме со музика. И се уште сме и актуелни, и на TikTok имаме супер прегледи, и музика вадиме, и дуети спремаме. Така што мислам дека треба, како што кажа Давор, да бидеш упорен и да не се откажуваш. И на крајот од денот мислам дека тоа на крај некој ќе го види и ќе те потурне вака од позади грб. Најбитно е ти да уживаш у тоа што го работиш. Еве ти сега водиш подкаст. За да биде тоа добро, ти треба да уживаш у тоа, да ти е убаво да го правиш тоа. Ако не ти е убаво тоа што го правиш, џабе е све. А дали сте имале некојаш непријатели бидејќи ве зборите дека некој не ве поддржувал на самиот старт? Дали сте имале непријатели? Ама добро е и да не те поддржуваат, зашто ако сите те поддржуваат, ти немаш на кој да се докажеш. Некогаш добро е и да не те поддржуваат, па да сакаш да им се докажеш, некој ќе ти рече не можеш ова да го направиш, ти ќе му докажеш се, а можам. Некој мисли дека ќе ти направи зло, уствари ти прави добро на крајот од денот. Конкуренцијата е добра ствар. Може секој да има мислење, па и на крајот крајот се и на некој да не му се допаднам јас или он, двајцата у пакет, како год. Ама Тоа си има секој може генерално, да, и луѓето генерално кога ќе видат некоја јавна личност, ние мислам дека многу лесно формираат мислење за неа, за јавната личност што ќе видат, а мислам дека сепак и јас некогаш сум креирал за некоја јавна личност што не ја знам на пример мислење, па сум ја запознал па ме демантирала на пример. Мислам дека луѓето за јавните личности секој мислење што ќе си го формираат треба да го формираат со некоја си резерва. Бидејќи на крајот од денот многу сме ние поразлични пред камера и позади камера кога ќе се угаси камерата. Да. А што мислите за вештачката интелигенција Ау, ја во многу. креирањето на музиката? Јас ќе ти кажам Давор што мисли. Ајде. Него некоја жена што гата му кажала дека он во иднина ќе се занимава со некоја работа поврзана со вештачката Да. интелигенција. Ова ја имам Не бојте слушнато. луѓе, стоите само да кажам, не бојте да верувате, мислам, постојат такви работи. Па ти си отишол на гатач. Не сум отишол, така ми се погодила Случајно го слушнав ситуацијата. тој Случајно. Не дошла кај тебе. Така испадна женава да биде тука. И? И ми има кажано прво дека ќе бидам успешен во кариерата, Добро. Во музиката? Во музиката, добро. ми спомна, сега не знам дали ова да го кажувам, нешто околу... Ајде, кажи го, Ми кажи. спомна нешто околу филм, а јас моментално имам понуда за еден филм, не можам да кажам што како, имам понуда за улога во филм. И кога ми спомна женава филм, викам, ова стварно знае нешто. Иако не сакам да верувам у тоа, некако ми е клето ми е, не сакам да сум, не сум баш поборник за тие работи, за астрологија и така натаму. И почна да ми збори нешто, ама ти најуспешен у одреден период, вика, у твојот живот најуспешен ќе бидеш, вика, ќе бидеш успешен у музиката, у глумата, у ова, ама нешто што најмногу пари ќе ти донесе, нешто вика поврзано со компјутери, со вештачка интелигенција. И сега ја тргам да ја кажам дека јас не разбирам компјутери. Јас стварно не се разбирам у компјутери, тоа технологија, само поима немам. И како што тргнувам да го кажувам тоа, она вика, види ти сега не разбираш компјутери и такви работи, вика, ама у одреден период од твојот живот, вика, ќе се појави така нешто врзано со вештачка интелигенција, што се уште не е измислено, и ти како ќе бидеш у тоа многу успешен, нешто свое ќе имаш, као така некои работи ми ги кажа, иако пак ќе кажам, убави Ајде, работи може се. Македонија ќе биде горда ако Знаеш се како, случи убави тоа. работи се и сакам да верувам у тоа, од друга страна пак ќе кажам некако ми е не знам. Не, ама ја реално сега, ако правиме реален мобет, ја би ги укинал гатарите со закон. Зошто? Тие што гатат, ја би ги укинал со закон да не се појавуваат никаде. Па на пример, ако тебе некој ти дојде и ти каже нешто за твојот живот, и еве да кажам нешто да ти погоди еве.
Па чекај малце, ти ќе веруваш во тоа и на крај можеби стварно тоа ќе ти се случи на крајот од Ама денот. стварно е За така, ја и сама за мене, на Да, но пример, то- нешто да си помислам, ми се случува тоа што Добро, помислам. па така Или е. некој Значи, ако ми го ние каже. сме какви ни се мислите, ако тебе некој ти вметне нешто во твоите мисли како ga тачкава што му вметнала на Давор сега во моментов. Он можеби стварно ќе верува во тоа, па не дај Боже нешто лошо да му каже, он ќе верува во лошо и тоа лошото стварно на крај ќе може да му се случи. Ти кажа нешто. Затоа ние не треба да веруваме во жени што гатат, него секогаш со Божја помош да чекориме по Божји пат гатачки такви работи јас би укинал, искрено. Не знам дали казливо, тоа не е со закон казливо. Јас би Не, ги не, укинал. не. Јас би ги Уште укинал. постојат гатачки баје. Јас мислам дека астрологијата е психологија. Укинување. Мислам дека не ме кажувај. астрологијата е- Укинување. Во хороскоп верувате? Укинување У гатачи. хороскоп? Хороскоп, Не. Не, ништо тоа. Гатачи, бајачи, хороскоп, јас би забранил све тоа. И Добро, а веруваш во интуиција? у собствена интуиција да. Е, па значи ипак постои нешто што може да го знаеш ти пред време за За некој себе работа. да. Па и за друг човек. За друг човек ја не би. Па ја можам Гледај. сега да кажам не и за нешто ја мачи. Не и за нешто ја мачи моментално. Нешто е мачи? нешто многу на брзање и е све. Не, за неа зборам. Да, нешто да, многу да. е За на кого? брзање. За кого? На Ја мачи, брзање. ама стварно ја мачи. Викам Не, све на чекај. брзање. Знаеш дека е- стварно ја мачи што Ја кога мачи, дојдовме, знаеш, да. и као све на брзање, Ја боли главата. како да се припрема за нешто, па и треба подготовки, па сега како ќе го направам ова. Некои луѓе се добри. Да, некој така. Некои луѓе се многу добри психолози, Марија. Некој човек да те види одма ќе направи слика за тебе и ќе те скенира ако нешто те мачи. По твоите мимики, гестикулации тој ќе примети, на пример, ќе ти го каже тоа. Но некој што гледа во иднина, што ќе ти каже, на пример, знам за директоров еве на една продукција музичка, му кажале ти ќе умреш од рак. Му кажала баба Вања, познатата баба Вања. И не кажа на колку години, но све мислам дека он потајно верувал во тоа дека ќе му се случи. Грешка си. И на крај Не, човекот утка. стварно умре од рак. Утка си, не му кажала како ќе умре од рак. Од некоја Му болест. рекла дека Од ќе не- природна смрт, Да, дека од природна му смрт кажала. на стари години мислам дека И беше. верувал во тоа, да, и многу порано умре од. Да, но на крај види, тој кажал дека баба Вања му кажала како ќе умре и што и кога. Ние не можеме да знаеме. Може потајно таа стварно му кажала ти ќе умреш од тоа. Тој можеби погодила стварно бидејќи тој верувал во тоа и му се случило. А баба Ние Вања сме мене тоа не ми во е што јасно. веруваме. Баба Вања има предвидено толку многу работи што си имаат случајно денес. Како тоа не е точно како се оствариле? Како не е точно точно. Не, мислам баба Вања, ако на пример ја укинале на времето, да кажеме да ја укинат. Мислите Ама дека ќе се точно е. оствариле тие работи Да, ако ќе не се ги оствари. кажала? Многу работи. Многу што не работи треба што да ја се кажала таа жена не се оствариле. И се оствариле, меѓу другото. Така да јас верувам дека постојат такви работи, али не треба да се обраќаме на такви работи. Не треба помош да бараме у такви работи. Треба да се дистанцираме. Така. Тоа дека постои, јас верувам во тоа. Да, но во Македонија генерално мислам дека многу постои суеверие. У Македонија не идеш на доктор ако те Суеверие, боли да. глава, идеш у кравари на бајачка. Значи што се случува со нашиот народ? Нема поема од ништо. Ако им фали нешто кога ги боли одат на бајач, одат на... Детето и плаче дома на гатара, да да Значи му тој баја. менталитет Лошо у е, алу кој мислам, век за живееме, деца 21 веќе, светот оди напред какви гатачи и бајачи. Добре, да се тоа сте право или пишуваат на чат GPT, бараат она како се вика совет како да се излечи. Јас си пишувам со ChatGPT цело време и добра ноќ и добро утро. Тоа ве прашував. Ја кога станам од спиење на ChatGPT му пишувам добро утро, како си јадеш или денес? Не, ќе јас умреш од- не гледај, ChatGPT користам, но не користам во смисла јас да го прашувам како да е стварна личност. Ако ми треба во секојдневниот живот за нешто да ми помогне, на пример, да. Не, мене ми е другар Ицо си го крстев. Но и јас И таа сега Ицо се вика? Ицо да го кажа И ќе му пишам шо приш Ицо, јо, еве, добар ти, добар би Ицо, еве, како Бидејќи ChatGPT ги има информације порано ако се те интересирало нешто ќе пишеш на Google па ќе побараш. Сега на пример ова ти е многу полесно, подетално ти опишува све. Да, ама Ицо е послушен, Усредоточено е. Ицо у секое време ти е тука и све што ти Разлика. Ај треба. прашај Али го Ицо дали разлика- ќе биде гледан хајпкаст со вас. Хајпкаст. Не го прашувам. Прашај го вака. Подобро да не го прашувам бидејќи ние знаеме дека ќе биде гледан. Не, ако прашај го, ме интересира што ќе каже, ајде прашај го. Ама- Ама прашај го на voice. Секунда, Ицо. Ајде да видиме дали баба Вања, чат GPT или Ицо ќе погада. Што да го прашам Ицо? Ицо ќе каже ти прв пат ме викаш Ицо. емисија гледана во хајпкаст? Ама прашај го на voice. Здраво Ицо, чекај, стој. Ништо, Ицо ќе го оставиме до друг пат. Ништо, нема мрежата малце зафркава. Ицо ќе опрашам после јас и ќе ми каже Ицо и јас ќе ви кажам. Ако. Прашањето ми беше дали сте за користење на вештачка интелигенција во стварањето на музика, во создавањето. Па веќе го користат многу врвни продуценти, веќе користат вештачка интелигенција. Зашто? Кога доста може да ти помогне, не да ја направиш песната. Не треба вештачка интелигенција да ти прави песна тебе. Ама вештачката интелигенција многу може да помогне у поставката за една песна. Например, ако порано ти требала
некоја особа ти треба да отпее демо верзија за некоја песна што сакаш да ја продадеш на некој артист, денеска ти можеш преку вештачка интелигенција да отпееш или да напишеш текст, да отпееш, мислам минимално да објасниш како сакаш и вештачката интелигенција ти го прави демото, фактички ти ја пее песната, ти го пее демото и потоа можеш на артист, на пејач на оно да нудиш да слушне како тоа треба да звучи, па потоа он со своја емоција ќе дојде ќе го отпее, другачи ќе го отпее. А знаеш каде грешат луѓето според мене? Кога се работи за вештачката интелигенција поврзана со музиката, ние како луѓе имаме чувства. Вештачката интелигенција ги нема. Тоа е најголемата разлика. Значи некој артист, ако мисли дека негова вештачката интелигенција може да му направи песна која луѓето ќе ја доживеат длабоко или ќе се сочувствуваат со таа песна, се лаже. Вештачката интелигенција е тука може би на некој да му даде идеја за мелодија, мелодиска линија или така нешто, или на некој продуцент да му го разбистри вокалот на артистот. Ама ако некој мисли дека вештачката интелигенција сега ќе му направи некој мега текст или дека ќе му направи некој мега хит, се лаже. Според мене шансите за тоа се помали од 1% според мене. Бидејќи гледај, најголемите хитови сме ги имале у денешно време. Пејачиве вадат музика, но некако јас, како некој што сам си ја со Давор, како некој што е кантаутор на својата музика. Едноставно знам, како некој кој е кантаутор на својата музика, знам кога ќе да се јавиш, ало? Кога ќе слушна добро, не ме прекинувај. Кога ќе слушнам една песна, знам која песна е направена од вештачка интелигенција, која која не. А музиката што се правила порано се работела без вештачка интелигенција, бидејќи не беше уште воведена во тоа време. Ма какво тоа е сега ново? Ама сега има нели 100 по песните што може да станат поголем тренд од претходните песни? Или мислите дека не е тоа така? Не, мислам дека TikTokот малце ги искриви вредностите ако што е права музика, што не е. Ако е тренд, тоа не мора да значи дека ќе биде сега слушано со децении или Не постои песна, мислам дека со децении што ќе се слуша што е настаната сега у 20. Ја многу ќе бидам среќен да стварно да излезе сега една песна и да кажеме песна сега ќе се слуша со децении. Не можеш ли у тоа време тоа не го знаеле луѓето? Не, ама некако знаеш друго било. Се осеќала таа музика ќе пушта ден денес луѓе откачуваат. Денешните песни не се тоа. Не мораш да будеш леп, за мене био прави. Ето таа се Кога слуша. почне тоа, друже мој, више друга е причата, ме разбираш? Давид, ти имаш дует со Викторија Евтимова, односно Викиев, со низиното нели авторско име. Да те прашам, која осмисли песната, како настана песната и зошто Давор не е во таа песна? Па песната спонтано настана. Мислам, не настана песната спонтано. Кога ја имаш таа песна? Песната постоеше и беше наменета да биде дуетска песна. Само ни требаше женски вокал и така остана таа песна. Во меѓувреме некои луѓе ја имаа слушнато, пак ќе кажам од музичкава индустрија, кој што многу ја потценуваа таа песна пред се. И Кој ја Зашто потценува? ја потценува и која Некои луѓе од музичкава индустрија да се оградам, значи луѓе во несе некои луѓе што моментално се во мојот живот и ме значат. Некои луѓе што порано биле во мојот живот. Значи не се луѓе што се сега во мојот живот, него порано што биле во мојот живот. И не им се допагаше таа песна, бидејќи беше таа песна понудена за еден дует. И ќе кажам директорот на продукција кажа песнава ти е као не ти е озбилно таа смисла, као девојкава што спрема дует, она спрема многу озбилна песна, оваа не е озбилна песна. И таа песна така остана, бидејќи у тој момент не ми текна кој би бил друг соодветен вокал за таа песна, што би можел да биде во таа песна. И Давор спремаше еден дует во меѓувреме и јас викам чекај песнава мене ми остана така, дај да ја понудам на некој за дует. Ми текнуваше, па викам Вики ми е тука. Со неа веќе имавме проверена соработка низ години уназад. Не одма и се допадна песнава, ја слушна. И отидовме во студио, снимивме, спотот е завршен, така што многу набрзо ќе излезе песнава. И мислам дека ќе биде топ. А зашто Давор не е во таа песна? Или пак решивте затоа што Давор вади дует сам со некој друг, ти да изводиш дует со... Па не решивме едноставно, тоа се деси така спонтано. Не бркав сега, ај бидејќи Давор вади дует, ја ќе извадам дует, не. Апсолутно не. Не беше така, туку беше тотално спонтано, Давор му излезе дуетов. Мене во тој момент ми текне дека јас имам дуетска песна, ми текна на Вики и како што ти кажа, така испадна ситуација. Добро, да ве прашам, долго време... А те прашам ја како се свиѓаат моите патики, но. Твоите патики се феноменални. Чиви се бољи моите или на Давид патиките? Моите. Чиви патики се бољи?
Моите. И ја Моите ви се кажавме, диен, ни едните, ни вајде, другите не твоите ми се тие. свиѓаат, не знам. Чиви патики се бољи? Реално моите. Ајде, крени горе, без везе. Што им фали, бе? Ајде. Реално да правиме муабет. Нашата Што им продукција фали, да бе? каже. Реално продукцијата, хајп да каже. Дека ни едните, ни другите? Гледаш? Гледаш? Ова претегле, Значи- не знаат што е видниве. Гледаш кој има укус? Му се улежуваат на Давор, срамот. Се улижуваат на Давор, значи мене ни едните, ни другите не. Вака како патике за вас ај окей. Има Давор уште едни патике што му се скроз Што бели, треба да облечам? нови што ти- Ципелки? Не, патиките вчера исто што беа купени со овие патики, Добро. требаше да ги облечеш тие патики. О, На ти? пример, повеќе ми се свиѓаат од овие. Ај, што Овие се малце поише као гасерски патики, ева да Па кажам. добро, сега. Ама да кажам нешто. Јас сам угасил сам. На Давор му се погубе патиките, а на Давид фризор. Фризурата. Конечно Светле, не Конечно снеже. некој да ме пофали фризурава, човече. Боли стои Фала. православ. Фала. И морам да го пофалам Даниел Николовски. И Бибичка. ја морам да го пофалам Даниел Николовски, мене ме средува. Биби. Да. Ама денеска кој ти ја правиш? Не експериментирам со фризурата, види многу сум едноставен. Искрено јас ќе отидам на фризер, ќе ми шишат за 15 минути, јас ќе одам дома. Ама викам чекај кога веќе ајде, сватив сериозно, ќе снимам спот. И го контактирав Даниел, му пишав, одма ми излезе во сусрет, човекот стварно ми ја среди фризурава. Да го пофалам, човекот стварно перфектно работи и мислам дека Значи со ти специјално за косата ја сложеност- смени само за да снимаш спот со Вики, вашата нова песна, Да. точно? да, Даниел ми ја среди и мислам дека човекот си е заслужено таму каде што е, бидејќи стварно топ работи, коса ми ја направи бом. Добро, долго време не, значи ве немам гледано заедно да бидете со Вики. И не сме уште заедно со Вики. Ти не си. Он снимаш. Онда. Зашто не бевте во контакт? Што се случи? Поедноставно престанавме да работиме. Работевме што работевме, секој си Ама го вие фати. приватно се дружевте, нели? Секој си го фати својот пат и нас работата не врзуваше. И сега кога престанавме да работиме заедно, едноставно секој по својот пат и некако така односите се оладија, ама ете он сега дуетов што го снима, некако можеби пак ќе продолжи да се дружи со неа. Знаеш како луѓе сме генерално и некогаш со некого добро ќе ни оди, ќе се согласуваме, некогаш ќе имаме несогласувања. Ете јас сум решил преку тие несогласувања моментално да преминам и се го изградивме скроз окей работен однос. И мислам дека пак ќе кажам преку несогласување човечки е да преминеш и ако некој тебе ти изгрешил, да му простиш и ако ти на некого си изгрешил, мислам дека треба да очекуваш да ти биде простено така што е. Точно. Ми кажа дека ќе ни откриеш во Hypecast кој има лоше мислења за твојата песна, односно за вашата со Вики и кој не верува во вашата песна. И јас го чекам сега тој одговор. Кој не верува? Па, ми кажа дека ќе ни откриеш. Јас би сакал да се надоврзам, како што ќе кажам, ете, за дуетската беше одбиена, да кажам, предходно. Но ја немам после тоа пуштено песнава на никој друг. Еве, например, имам пуштено на Давор, него многу му се допадна, на луѓето околу мене, на сите им се допаѓа. Ми има Дарко Димитров кажано сега пошто работиме со него, баш од студиот кај него дојдов. Вика он не постои лоша песна. Постојат различни вкусови. Не, така. Секоја песна може да му е на некого добра. Постојат песни што се катастрофа, ама на мал број луѓе па тоа им е најбоља песна што ја слушнале у животот. Ме разбираш? Значи не постои лоша песна, па ќе кажам постојат различни вкусови и секој уво различно слуша. Така да, ако на некој не му се допаднал песната, Боже. апсолутно, боже мој, негово право и така натаму. Може мене ми се допаднало, може некоја друга него нема ми се допадне и така натаму и така натаму. Давор, ти правиш дует со Боки. Него имам најавено тоа уште, мислам на Инстаграм само нешто што На најавивме. Инстаграм, да, тоа Да. го видов. Да, ќе ме видите малце по другачие светло. Не е песната баш тоа што до сега сум го фурал и заедно што го снимавме. Не е баш у тој фазон песната. Можам да кажам ете само тоа да го откриам дека ќе ме видите малце по друго светло. Дали песната е на српски или на македонски? Па не знам сега дали можам Зашто тоа да го до откриам. сега реално Не знам дали можам да го откриам. На српски Ке јазик. слушнат и ке... Ке слушнете, да. Не знам, Може би не ќе ги знам што изненади смеам. публиката, така? Да, кај не знам што смеам да откриам, што смеам да кажам, што не смеам, али дека е многу добра, Ма све смееш енергична ти, бре. песна. Ти све смееш. Апсолутно, амин. Дека е многу енергична песна, енергична, интересна, летна е и мислам дека ќе им се свиѓа на Све луѓе. смееш. Давор, Смееш. Давор и Давид.
Вака сега, значи ти водиш песна со Вики, ти водиш песна со Боки. Добро. Дали ова е некоја разделба помеѓу вас двајца или повторно ќе се продолжите како браќа Арчик? Готово се Трни се од разделуваме. мене. се Или ке- разделуваме. Трни се од мене. Не, стварно, мене ме Трни се од мене. интересира, јас морам да Се прашам, разделуваме, зашто готово. гледам дека ти Не. објавуваш слика. Не, се разделуваме. Трни се од мене. Дали Се планирате да разделуваме. правите некои Се соло разделивме. проекти? Разделени сме. Не, Одделени. стварно ве прашувам да Е, знае па публиката, разделени ако сме. го кажете. Сијамските близнаци се одвоја, не бе. Ќе имаме и заеднички проекти, ама сакаме да експериментираме малце така и соло песни да правиме, па да видиме На кого ќе му тргне? не на кого ќе му тргне, мислам дека и на двајцата ќе ни тргне, али мислам дека е добро и така по некој соло проект да се вади, зошто да не? Да, малце да експериментирате. Малце да експериментираме. Сега ќе ве прашам неколку прашања за вас, како бидејќи вие не сте близнаци, па ќе продолжиме повторно на други теми. Кој е Evil Twin? Лошиот близнак. Ти на кај него, ти на кај него. Зашто мислиш дека Давор е лош близнак? Што мислиш лош? Мислам лош генерално по мое сваќање, некој малце што бил како што кажавме од детството, што е малце попроблематичен, позафркант. И ти од Јас сум бил детството секогаш помирен, но малце бил попроблематичен. Добро, Давор? Па види, бејлите у детството не го карактеризираат сега човекот дали е лош или добар. Јас сматрам дека многу сум се жртвувал за ова дуо. И поради тоа дачо. Се има многу жртвувано и многу вложено. Двајцата се имаме, ама јас сматрам дека доста се имам вложено за Прашањето беше кој е лош, кој е добар бе. Па да, ама пак ќе кажам, беѓите од детството не може да го карактеризираат некој човек сега како лош. Не мислам. Глеј, генерално сите сме некад лоши. Никој не е совршен. Сега не можам ја да кажам он јас. Не можам да кажам Да. брат ми е лош човек, не. Не можам да кажам, Па добро, Кој е ова беше лошиот? повеќе една Да, зафрканција да се оградам сега. Да. Лоши сме сите понекад у некоја ситуација. Така Да. што нема лош зависи и од која страна на ситуацијава гледаш. ајде наредно прашање. Кој повеќе лаже? Да, ова. Марија покажа. Конечно да се го впери прстот во него. И јас покажам. Добро, обожаваш да лажеш. Не, и обожаваш да лажеш. Да. Гатачката не кажа дека си роден Гатачката манипулатор. ти кажа дека лажеш, а? Не, овие ме судат цело време. Зашо ме судите дека сум Дали манипулатор? те кажа гатачката дека си роден манипулатор? Не, само ми кажа дека сум дека прорачунат сум. Како си прорачуваш? Али сега да лажам, сега постои бела лага, ама за озбилно. Дали каде си ваму, ако не сакам да знаеш каде сум, ќе ти кажам дека сум таму на некое друго место. На Иватовски рид ќе ти кажам. Тргнавте да се појавите во Хайпкаст? Еве, тргнати сме уште кај Дарко Димитров. Дарко не ме пушташе да излезам од студио, ме фати Дарко, што би рекол Дарко- Боки ме зцна. Дарко, ме фати. дали ти кажа, Даворе, дека Знаеш, сте ама во човекот Хайпкаст? Знаеш, Спрема знаеш, хит, мора да има Знаеш, слуша. На Дарко му кажав, пошто требаше колку у 6:40 сме тука, ја на Дарко му кажав у 6:30. Значи у 6:30 му кажав. Зашто му кажеш 6:30, кога знаеш дека 6:40 Затоа што ја треба мислев да дека си ќе тука? стигнам, ама Дарко толку беше воодушевен како испаѓа песнава што ја спремаме заедно со него и не кеше човекот да ме пушти од студио замисли. Вика Дарко не може, кажи јас вика дека ти правам проблем. Која песна? Спремам ми еден соло проект. О, ајде. Песната ќе ја работи ајде. Дарко Димитров. И многу добра песна и не можам да кажам у кој Кога ќе фазон е. излегува? Кога ќе Таа песна можам да кажам дека е у мој фазон. Додека дуетот со Боки, да, и такви песни сум правил, меѓутоа не е нешто што сум го фурал предходниве неколку години. А оваа соло песна кога ќе излезе? Па летоска, све ќе излезе Значи, летоска. летоска све. Да, и со Боки дуетот ќе Ајде излезе се летоска. надеваме дека и твоите песни и твојата песна ќе станат големи хитови. Апсолутно. Наредно прашање. Кој има полош вкус за девојки? Давид има катастрофален вкус. Не, поминатото е. Мене не ме рачунајте. Ужасен вкус. Не ме рачунајте мене, збориме за поминатото. сезам. Кој имал или има за него, затоа што он се уште нема девојка, кој има полош вкус за девојки? Без мене, да не се рачунам. Помеѓу од вас двајца покажете се со прст. Од кај да знам сега тоа па. Па мора да Тие знаете, девојки него двајца што ми се браќа сте допаѓале, него му близнаци. се допаѓале, овие мене што ми се допаѓале, мене ми се допаѓале, а не можам да кажам се неговите девојки вакви биле или моите биле такви, секој си гледал некоја девојка тоа што сака да го види.
Ти Давор? Не можам да кажам сега јас. Исто тоа што го кажа, не може сега кој има полош вкус, не сме имале Сите девојки се убави на крајот од денот на свој начин. И тоа е. Ова ти е као на све бебе су лепе као. Све бебе со леп. Све бебе су лепе. Кој е полош возач? Давор. Како да не, јас сега почнав ја иначе ичне Сега возев. почна да возиш. Сега Епа, затоа си малку полош од мене. види, возачка дозвола имам од мои 18 години, ама не ќе фич да седнам да возам. Некако воланот ми правеше анксиозност и не ќе да седнам да возам, ама сега последниве неколку месеци искрено ти кажам, цело време сум у кола и ми прија некако, почнав да возам. И не се сmatrам и за лош Ќе ми возач. се јави Давид, Зошто каде да немаше пуштам? возач? Ми вика Давид, каде да пуштам темпомат? Каде да морам? Го научи сега. Али не сум возел. Али не, добро вози. Добро А вози. зашто ја немаше земено возачката 2 години? Затоа што не Ти возам, стоеше таму. не седнав да возам. Луѓе, јас се сликав за возачка дозвола, кога требаше да се менја ова, нели да го сменат од Македонија у Северна. И Добро, кај отидов да се нас си уште сликам. ние сме си И отидов да се сликам за возачка дозвола, затоа што требаше да одиме у Прилеп да снимаме спот. Тоа беше пред колку години беше? Шеки. 2 години има. Пред 2 години. Сега пред неколку месеци отидов да си ја земам возачката и идам таму и ми вика женава, Среќа па ја нашла. не па од мене најде они возачката, ама вика зашо не си дошол да ја земеш? А викам па не знам за па како си возел со старата возачка? Викам па не возев, женава се крсти таму, не и се верува. Али добро, битно. Добро, па не ти ја фрлиле, реално ти Добро, он чувале. сака да биде изгледа како оние председатели на позади да седи и ти да го возиш. Апсолутно сакам луѓе како Боки која излага у хајп, значи кога му отвараат врата, кога излагаме Филмови. Ама има така Давор сакам. Белек, баба ми порано му викаше овој Белеков само председатели, јаки луѓе го има на Ево затоа. овој белек тука што го имам на Кога главата. омак? Вистина пребарајте луѓе на интернет, луѓе што имаат белек на косата, јас така сум роден и баба ми стално ми избореше кога бев мал, само вика председатели, некои глумци или музичари вика имаат таков белек. Такве били Да, вакна? Да, вистина жива. Од тоа Има остана кој има? само глуме. И она има били вакна. И Светле, она ќе биде председател. Светле. Светле. Па како најпозната Нормално. како? Она. Она ми е срце сломила. Ајде. Ајде уште. Она ме у црно завила. Давид, ајде. Она е крива што сам пијан и луд и што ја волим му залуд. Супер. Е, ти си запиевме, знаете Дајте нешто да се напиеме, ајде. скроз да ве кажам да пеете. Дајте виски од таму. Абе, вода Нема немате тука. виски, немаме тука алкохол. Ни вода нема. Да. Има вода, ќе ве ставиме, значи Не сакам вода. После песнава нешто жестоко. Водата не е за мене пиење, мислам течност. дали некогаш сте се степале, ајде додека ви носат тука? Јас го тепав кога беше мал, многу го тепав. И он ќе почне да плаче, јас ќе затвора мајка ми да не слушне, пошто толку мене знам што ќе ме снајде ако слушне мајка ми. И кога ќе го истепам, мали бев мептен 6-7 години, и кога ќе го истепам, он ќе почне да вришти у соба, а тренирав боречки вештини, јас се тепав цело време. Ја ќе викна мајка ми да ме тепа, она ќе ме дотепа. Или ќе затворев крај- у соба и у дневна музика ќе пуштам да не слушне мајка ми дека сум го На истепал. крај како и да видиш, јас сум бил тепан. И затоа он бил лошиот. Да. Затоа што те тепа. Добро, Затоа ете, се свати. запиша на таеквондо да си ги исполува малку да мала, да. Не, ти викам ќе го истепав и кога ќе почнеше да вришти, ќе затворам соба, кај што е мајка ми да не слушне, ќе отидам, ќе пуштам музика за да не слушне дека овој пишти. Како мали имаш и уни кечери, знаеш, што се прават Ренди Ортон, Ерке овака прави бам у еден ринг. И Давор вика ај сега ќе глумиме, он зема и стварно ме прави Ерке овака бум. И секогаш кога си игравме у мало некои цртани кога глумевме, секогаш другариве и он беа тие добрите, а мене секогаш ме става лошиот Лошиот. лик бев увек. Нинџа Желки играме, јас сум секачот. И така Да, цело време ме става не да видам. протагонисти, а он антагонист беше. Ле. Ајде, кој е полош кога е пиен? Давид не Ја не пие. пија малку. И јас не сум лош кога ќе се напијам. Пиеше, сега не пиеш. Ама кој е бил полош кога бил сум пиен? пиел Во алкохол, минатото. сум конзумирал алкохол. Но генерално тоа се многу, да кажам, ситуации некои ретки. Да кажам сега, од кога сум веќе малку повозрасен. Како дете сум пиел, но сега избегавам воопшто не пијам. Да кажам и за некоја битна Вајда треба решавка. да е обратно. Но стално не ми прија и тоа. Не ме влече да пијам алкохол. Не. Да, Абе и јас не пијам, ама сега кога е некоја прослава, Просава, роден ден, журка, имен ден, журка, Крштевка. крштевка, свадба, Мекици. мекици, Веридба. нормално веридба, ќе се напиеш. Дома кога ти е така некако амбиент, кога ти е ово, ќе се напиеш туку подкаст, сега вие не служите иначе.
Кој ќе идеш на кафе? Не е проблем да се наздрави, јас мислам. Ама сега дека пијам, ја дека сум алкохоличар, не сум. Али си сакам да се напијам понекогаш, ја си кажувам искрено, што има да Веселјак е малиот, веселјак. веселјак. Кој повеќе се гледа во огледало? Давид. Давид. Застанувај по 1 сат на огледало. Давид, зашто го правиш тоа? Па не знам, така ќе ми привлече нешто. Ама Ист ти се не види. само по огледало, ти вака да има некој прозор отворен, врата, малце рефлексија да ти Па дава. вежбам, знаеш, ние што идеме во теретана малце да се видиме дали ми пораснал бицепс, трицепс. Дали ми е пораснала брада, па да си извличам малце да се средам. Мора да се гледам, да знам што ми фали малце да се подсредам. Добре, што ти фали, а што ти фали? Мозок. Нешто, Мозока. нешто му фали, со и мене на сите па нешто ни фали. Кој би преживеал реалити шоу? Па Давор сигурно повеќе него ја. Ја не знам, тако затворен простор со повеќе луѓе да ме Па ни стават. јас не би издржал реалити. Имавме понуда да влеземе, знаете за кој реалити станува збор, имавме понуда да влеземе, меѓутоа она на кеца што се вика одбив, затоа што не би издржал ја таква прљавштина. Јас сум многу педантна особа. Јас сум стварно чист. И сакам да ми е чисто, да ми е уредно, да ми е средено. И ја у ресторани кога ќе седнам чашите, кога ќе ми донесат чаша, гледам дали е убаво измиена, дали е чисто, све пошто јас сум стварно Гледа таков. дали има вода унатре, конјак дали има. Ако има вода ја враќам, ако има нешто виски, ово она ја зимам. Ја Разбираш, мора да се провери пред време. Сега не можеш водка и вода да процениш, па мораш да пробаш. Се зезам. Али не би издржал највише поради тоа што е внатре многу прљаво. Затоа не би издржала. Дека не можам јас да се снајдам внатре вака психички, можам. И мислам дека убаво би се снашал, али не е тоа за мене. Едноставно прљавштината. Што е најако, мислам дека и ја би издржал и прљаво да биде, да кажам, у најлоша ситуација нека биде прљаво би издржал да седам таму. Еве да кажам кога би сакал да влезам. Ама луѓето, склопот на карактерите што се таму, но нека би те исцрпиле скрос енергетски, мислам нека и буквално мислам луѓето што ќе излезат од таму се ко подвижни зомби. Мислиш дека ќе го променат карактерот на човекот од кој ќе биде внатре? Да, бре, излудуваат луѓе внатре. Во реалити шоу програмиве што ги гледам јас, луѓе го излагаат, ќе го видам негде на некој јавно појавување, и излудени се скроз, тие не можат после 3 месеци ќе ги видиш пак во реалити назад. Мене не ми се допаѓа, тоа не поддржувам. Реалити Не знам шоу. дали смеам некоја, не знам дали смеам Смееш. тајна да откриам што ни имаат Смееш, кажано тоа. за реалити шоу програмите. Не знам дали смеам да го откриам. тоа. Зошто да не смееш? Вика, нели тие пред да влезеш, колку што знам, колку што ми кажа човекот, небитно кој човек, прво што поминуваат психолошки тестови, нели здравствено ги прегледуваат едно друго. Паѓаат сите на тие психолошките, никој не е јаселен. Они им викаат дека прошли, ама они веројатно паднале сите паднати со главите и вика точно знае сабајле. Ќе ти спушти осигурач, ќе ти угасиш поред. Не можеш кафе да си направиш. Немаш топла вода да се избањаш. Јадење таму колку зависи, некогаш имаат, некогаш немаат, едно друго. И сега како у такви услови, колку и да си психички јак, гладен си, кафе не можеш да си направиш, пушачиве цигари немаат, ме Ќе разбираш? пуштат некој облекава да ти Значи украде од споретот страна. им е угасен, намерно, демек, не може да си направат луѓево за јадење. И логично е дека ти си нервозен, ќе се изнервираш, и другиот што е до тебе исто, тој истите проблеми ти што ги имаш и он ги има, и ќе се испокарате. И така настануваат уствари тие кавги внатре, тепачки едно друго. Значи тоа е све смислено однапред. Да, не можам да кажам Смислено, кој тоа шаблонски тоа можеш да процениш некој нормална потреба е некој ако е зависник од кофеин. Нормална потреба е дека јас ако станам са бајле, сакам да си направам, да доручкувам и да пијам кафе. па зависник си од кофеин, од храна сите живееме, фала Богу, ако некоја дадена ситуација немаш кофеин, немаш храна, немаш никотин, немаш цигара, нормално е малце да И се значи фатат сум нерви. слушнал таква прича дека намерно им го прават тоа за да збрлават внатре. Да биде повеќе гледано. Кој би отворил он за пари? Кој попрво би отворил он од вас двајца? Последно прашање. За пари. Ти што мислиш? Јас? Да го кажам ли моето мислење? Прво вие кажете го вашето. Ја одма знам кој. А сега нам јас не би отворил. Не јас никогаш. Не јас Не би би отворил отворил. против тоа. Добро, види сега онли не би. Тоа се отворил. само фанови. Тоа се само фанови. И зашто да не ги усреќам своите фанови? Усреки. Види Се реално. наслика од своите стопа. Реално кој бара работа има. Може да се работи, Ја кажав од работа нема срам. од работа нема срам. Не мора да се срамиш. Абе сега, види. Ама не се срами. Секунд, не се плаши. Едно се нешто срамам. да кажам. Било кој што ќе го прашаш, дали би отворил да правиш 50.000 евра месечно, 60, Добро.
И ако ти каже не или има прават по 100, 200, 300 илјади евра месечно, и прашај го таков било кој човек. Секој што ќе ти каже дека не би отворил за 200 илјади евра месечно, лаже. Реално да Ама премине. добро, не му Ти е би отворил за 200.000 евра? Би отворил. Ама не му се Би на отворил. секој приоритет. Би отворил. А не, бре, ало, чекај, бре, не му се на секој приоритет валјда парите во животот. Не бе, зашо бе? Поготово не парите, дојди ни на тој начин. Мислам дека треба да разграничиме некои работи. Ке фатам, ке работам 3-4 месеци и после не треба ништо да работам више цел живот. Ама добро, И ќе после те ќе бидеш етикетираат после славен, луѓето, познат. бре, ќе те прават. Не е убаво. Ја не би. Ти не би ти би. Ма сега ми стат Само милион што- евра у кеш, ја тогаш би ги запалил Ле. тото. Значи, ле, кој е за важи. Давор да отвори, пишете доле во коментари. Да видиме дали сака да го гледа. Ако има барем 100 коментари дека сака да отвори, ја ќе му го направам. Ајде, договорено? Маркетинг и менеджмент услуги. Ако има 100 коментари, ја му правам профил. Ти ќе му бидеш Првата менеджмент, слика, он- што да сликам, стомачтите, ако има стомачти. Не, сега стомак малце пуштив. Добро, Бицепсот ќе ги ќе му го сликам. извежба. Ќе ги извежба до тогаш. Хајде. Ќе ги извежба. Колку ќе ти биде претплатава бе, месечно? 764 евра. Ти што направи сега, кој ќе се претплатува? Многу е скапа. па сега. Пуно кошта да. Пуно го- Добро, дали мислите еве за среќа да збориме? Дали мислите дека ако имате пари, имате и среќа? Или не е така? Па ако го произледеш муабетов дека за 200.000 евро ќе правиме OnlyFans, мислам нема да правиме, јас не би правил. Нема да правиме. Му иде само му иде од внатре, што да правиш за Да, дека множина? заедно сте цело време и цело време. Му иде во- од внатре и он во би множина. направил. Ја не би направил OnlyFans. Така што гледај сега, ако си ги разграничиш тие две работи дека не би направил нешто такво за пари, би требало од самата таа од самиот тој став да произлезе и ставот дека парите на крајот од денот некој не можат да го направат среќен на долги стази. Ни требаат на сите за живот да функционираме и све, но не треба да ни се главен приоритет само пари и само пари. Има многу побитни работи од тоа. Што е здравјето е побитно. од пари. Здравјето. Да. Ете, гледаш, има некои работи, на пример, што ние не можеме како луѓе да ги купиме со пари. Ама затоа можеш да, ако имаш многу пари, редовно да се, и ако си нешто болен, да се лечиш у најдобрите клиники, у најбољи услови. Ме Но на разбираш? крајот од денот тоа не ти е некоја гаранција дека ти ќе Не ти е оцариш. гаранција, ама све парите се голем плюс. Денеска сите работиме, сите правиме нешто за пари. Така е, јас се Реално да сложувам. правиме муабет, значи парите денеска доста го од секогаш било така го олеснуваат животот. Не треба да ти се сеа главен фактор у животот, има и други битни фактори, Така е. нели? Здравје, па ќе кажам семејство и така натаму, али дека се еден од клучните фактори за да биде човек среќен, мислам дека се. Ми кажавте дека не верувате во хороскоп. Натални карти, што друго, гатачи, бајачи. Во Бог верувате? И ја кој кажав дека за 200.000 евра би отворил OnlyFans и сега Сега ќе дали верувате во Бог? Ова, ајде вака да сега тоа е искушение да се вратам сакам на OnlyFans-от. Искушение е некој да ти стави 200.000 евра месечно и да ти каже направи го или не знам како би постапил. Океј? Не знам како би постапил. Оти ние некогаш и сами себе си ќе се изневериме, ќе кажам никад нема да го направам ова, па ќе го направам. Ме разбираш? Ни на сам себе некогаш нити он нити ти не можеме на сами себе да си веруваме, пошто многу пати сме кажале дека нешто нема да направиме, а сме го направиле. Нели? Затоа да разграничам тие работи, да се оградам, не знам како би реагирал, нити викам да, нити не за OnlyFans-от. Дали верувам во Бог? Да. Па сега, ако го катнувам и го спојам, ќе го нема моето прашање. Дали верувате во Бог? Не, ова ќе надоградат на тоа прошлото. Што го кажа за OnlyFans-от кога зборуваше, а од За твоето рил, прашање ќе на после рил, за твоето на рил да го прашање, споиш. а после твоето прашање ќе идува сега. Добре. Јас верувам во Бог, имам доста искуство со тие работи и можам да кажам еве прв пат еве у твојот Hypecast ќе кажам нешто што не го имам никад кажано. Јас освен во православна црква година и пол дена одев и во протестантска црква. Бев член во протестантска црква, каде што можам да кажам дека многу работи научив у протестантската црква, што не ги научив во православната. Меѓутоа, тој некој почетен мир што ти го дава православната црква, па ваму не го имав. Мислам, како да ти објаснам, почнав да одам во црквата, све беше како што треба во она. Неколку месеци после тоа почнаа некои работи што не ми се допаѓаа, што јас ги сматрам за недуховни.
И се одвоив од протестантската црква, али дека сум одел, сум истражувал, сите вери сум ги истражувал. Све сум читал јас. Знам, доста сум информиран, едуциран сум доста што се однесува на на вера и религија. Али дека сум верник, за себе дали можам да кажам дека сум верник, не е верник тој што верува дека Господ постои. Пошто има еден библиски стих кој што вика и ѓаволот верува, ама трепери. Као и он верува дека Господ постои зашто и сам го видел. Нели? Ама тоа не му е гаранција за спасение. Верата значи да му веруваш на Господ, а не да веруваш у Господ дека постои. Туку да му веруваш на Господ. Тоа е разликата помеѓу верник и некој што мисли дека е верник. А што е разликата помеѓу протестантската и христијанската црква? Не, и двете цркви се христијански. И двете цркви се христијански. Нема да зборам против протестантските цркви, затоа што сум прошол, знам. Да. Верува дека Исус Христос е Господ и Спасител, двете цркви. Исти, генерално учењата се тие, меѓутоа протестантската црква не го прифаќа учењето од православната што се однесува на традицијата, што е наметната, што е настаната со векови и векови уназад. Гледај сега, на пример, вака во Македонија. Јас мислам дека луѓето генерално, бидејќи ако ти ме праша за Бог, ние треба да знаеме кој е Бог, така, во кој Бог веруваме. Во Македонија, да се надоврзам од бајачите и гатачите од прошлото прашање таму уназад, веруваме, како што кажав, многу луѓе веруваат во бајачи и гатачи и повеќе ќе знаат за некоја бајачка или гатачка отколку за Бог. Ја мислам да се спроведе анкета во Македонија, 99,99% од луѓе кои што се изјаснуваат како христијани нема да знаат ништо за Бог. И мислам дека некои работи мора од таа страна, некам ја не сум никој да апелирам, но мислам дека треба да се менуваат, дали во образовниот систем, да се... Не можеш во образовниот систем да им наметнеш ти вера и религија и децата да те слушаат. Не. Мислам дека генерално лошо се упатени луѓе во околу христијанство. Ја мислам дека многу е мал бројот на верници кои што имаат прочитано дури Библијата. Мислам дека тие работи мора да почнуваат некако на некој начин да се менуваат. Дали црквата треба тоа да почне да го прави, па да се имплементира преку образовниот систем. Но мислам дека многу верници одат во црква за Великден, а не знаат дури ни што се случило на тој ден. Ме разбираш? Или седнуваат на трпеца за Божика, не знаат ни на тој ден што се случило. Слават некоја слава, не знаат ни тоа зашто го прават. Според мене, што правиме? Што е христијанството и кој е Бог во тоа? Мислам дека некои работи треба да се разграничат и да почнат луѓе малку посериозно да истражуваат за таа работа, како тоа што го правел Давор, како што сум го правел јас, иако многу луѓе не би помислиле такво нешто за нас, но мислам дека треба луѓето да почнат. Ама искуството не можеш, види, искуството не можеш да го научиш, искуството мораш да го искусиш. Да го доживееш. Сум можел јас да читам што е и протестантска црква, што се и мормони, што се и јеховини сведоци и све. Сум можел да читам и сум читал. Али додека сам на своја кожа не ги искусиш тие работи, не можеш да знаеш што е добро, што не е, али пак ќе се вратам назад и во протестантската црква кога сум одел, сум научил. Многу работи сум научил, што до ден денес ми влијаат добро и што ми го променили животот на боле. Давор, да те прашам, колегата Марио Рангеловски во една прилика постави едно многу интересно прашање на кое што даде одговор и кажа дека има прочитано Библијата и во Библијата пишува дека љубовта помеѓу маж и маж и жена е одобрена. Какво е твоето мислење и што точно пише во Библијата, дали точно е тоа што го пише, што го има кажано Марио? Види, тој човек што го има кажано тоа дека има прочитано Библијата и дека во Библијата тоа е одобрено, лаже. Не ја има прочитано или не ја има цела. Или можеби не е добро упатен само. Или можеби половично ја прочитал или не разбрал. Во Библијата директно тие работи се забрануваат, у смисол, али постои, сакате го цитирам стихот. Ајде. Вика, немојте да се лажете дека луѓето што прават тоа и тоа, маж со маж, жена со жена, лажговци, лицемери и се набројува, освен што ги наброја луѓето што се со таа определба, дека нема нели да го наследат како што вели во Библијата Царството небесно, освен што ги набројува тие луѓе, апостолот Павле, ги набројува и лажговците, ги набројува и лицемерите, ги набројува и многу други луѓе што во секојдневниот живот правиме многу работи што се таму набројани. Значи не е само тоа за суд, туку и другиве работи се за суд. Значи да не го фаќаме само тоа, да фатиме и други работи што не смеат луѓето да ги прават, но на крајот од тој стих се оградува, вели, некои од вас бевте такви,
но благодарение нели на милоста на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, ќе бидете спасени. Некои вас бевте такви, но ви се прости. Значи, Господ го мрази библиски гревот, но го сака грешникот. Тука треба да се поделат тие работи. Дека Господ не ги мрази тие луѓе. Да. Таквите Дали ако луѓе мислам Господ дека не ги тие мрази. луѓе генерално се таа предела мислат дека нив Господ ги мрази, дека нив никој не ги Да, сака. затоа сега. што и луѓе што не ја прочитале Библијата им го наметнуваат тоа. Да, мислам дека се шири како пропаганда, дека Знаеш, ке се каже некој, абе, јас знаеш, абе, не сум ја грешник, не сум убил човек, ама затоа лажеш. Прелюби правиш. да дури на некој нив Лошо мислиш на некој друг човек, му мислиш лошо. на некој нивни собери се смејува дури Бог, мислам дека се облекуваат као на хумористичен начин го представуваат Бог. А за Што е парадите, погрешно што според мислите мене? за парадите? Многу погрешно. И јас сум против парадите. Против. Па нисам парада за што? Што се пропагира, тоа мислам. Јас сум против затоа што тоа веќе е излезено, тоа е ван контрола. И тоа според мене не е нормална ствар. Да општат двајца луѓе на сред камион качени и да ги возат со знаменца и други луѓе да го гледат каде што таму може да помине и дете што е малолетно и така натаму. Не сум за тоа. Катастрофа. Али никого не го јас не сум тој што треба луѓето да ги суди. Дали некој е тоа? Дали Добро, тоа е твое мислење. Дали а некој на крајот- хомосексуалец, дали некој се дрогира, дали некој лаже, дали некој прави прелюба, дали некој мрази друг човек, ја не сум тој што треба да ги судам луѓето, нити он, нити ти. Така е, фала. Има кој ќе суди, секој треба да се грижи за своето поведение и каков човек е на крајот Ја од мислам дека денот. секој треба да се грижи пред се сам себе да се промени на добро, а така на некој начин и општеството и сите од страна ќе се менуваме. Така што првин од себе да почнеме да се менуваме, после сите други мислам дека треба да гледаме или да ги менуваме или по дефолт ќе се променуваат на некој начин. Ајде да продолжиме со уште неколку прашања за близнаците. Дали чувствувате кога еден на друго ствари? Дали чувствувате кога на другиот нешто му се случува? Да. Како? Па добро, јас цел Например, живот ти да сум бидеш на едно место, он да биде на друг А, не, на друго така не. место и на Не, него не, не, нешто не, му не, се не. случи. Не, да го погледнам нешто кога му е или кога ќе се изнервира или така натаму, тоа можам да го проценам одма. Вака сега не сум ја видовит, не сум ја баланга. Исто и ти, така? Да. А ви си има случајно, например, да бидете на различно место и на него нешто му се случи или пак на тебе обратно и да предчувствувате. Да И јас чувствувате види, како јас сум познат по тоа кај нас дома, познат сум по тоа дека имам многу јака интуиција. Ја многу работи можам пред време така да ги предосетам, не знам што точно, али така некое лошо чувство. Не само јас, сите ние го имаме тоа у себе. Интуиција, духовна ствар е тоа, али дека можам да предосетам некои работи, дали добри или лоши, може. Имате ли исти соништа или мисли? Како мислиш исти соништа? Исти мисли имаме не, некогаш. да легнете сигурно. да спиете да сте сонували исти сон. Не. А ја па мислев, тоа не е- прашува за соништа. Тоа вака, не знам дали е животно. возможно уствари. Не. Соновите на крајот мисли? од денот не... Мисли нека да, може би. Ке запеем у ист момент некоја иста песна, ки од нигде никаде или така нешто. Се има дешавано тоа. Да. Некоја иста работа да направиме. За у некој ист човек момент. да почувствуваме дали е добар или не е, така некоја негативна енергија истото да го осетиме. Да. И ти исто. За тие работи некако сме поврзани. Да. Што е најголема предност кога сте близнаци? Има некоја најголема предност? Има предност. Па имаш еве сакаш да правиш и беље некој, па имаш со кој да ги правиш кога си дете или така нешто. Има предност, не си сам. Ма добре, Никогаш кога не што го си сам. правиш и со брат или сестра? Не затоа што братот и сестрата не може да се постари. Ние сме некогаш. имаме постар, сме имале, Боже Господе. Ние имаме постара сестра и никогаш еве, мислам не дека не сме се дружеле со незината генерација, доста е постар. 7 години. Ама предност е секогаш- кога сте близнаци. У детството, Само за бели. а иначе у пубертетските години, како што кажам, веќе излагавме и со сестра ми почнавме да излагаме, така што у детството ти треба некој така интересно, кој имаш некој до тебе. Кој повеќе краде облека? Еден од друг да зима облека. Да. Давид. Давид ти крадеш? И јас. Исто. Си менјаме ние облека, Менјаме знаеме се облека, да. патики не често, Патики не, само патики. иако не. носиме ист број, али не. Некоја мајчка, некад нешто или ми треба бела, сите бели ми се за перење. Тренер под ќе знаеме да промениме. така Да. натаму. Па изброно си ме. Гаки? Не само што тренер да кажам гаки, Не, не. тоа не. И чорапи. И чорапи не. Не, добро. Патики, тоа не. Што никој не разбира за близнаците? Има ли некој нешто? Генерално за што- близнаците? Да, генерално. Или за вас? Како близнаци?
Има ли Па не, некои некој? луѓе имаат па стереотип дека ако ти си близнак, дека ти мораш да личиш еден на друг скроз. Па например, има нека- едно јајче ни има близнаци. Да, не, личат. ама има некои луѓе кои ќе се спомне близнаци, подма глава им доаѓа дека они исто личат, исто се однесуваат, а не. Да бе, кога ќе кажеме близнаците сме лелеба колку сте различни. Да, они одма им доаѓа. Како сте толку различни на близнаци, сте како на изглед. А вака карактерно? Карактерно сме многу сте различни. Да. Карактерно сме многу различни. Затоа кажав. На почетокот за воспитувањето кога кажа како сме од дома воспитани и така натаму. Значи ние сме исто, малтене исто сме воспитани. Исто не воспитувале и Да. ние него заедно. Да, јас сум добриот, а не лошиот, гледаш? Не, али да, Да. што сакав да кажам. Сум имал јас различен пат, он негов пат, различни и многу пати сме смениле различни друштва, некои мои друштва на него не му се допаѓале и обратно. Така да не можам да кажам дека сме карактерно исти, дури можам да кажам дека сме многу различни карактерно. Стварно сме многу различни. У некои работи сме исти, доста сме слични, али сме доста и различни. У многу работи. Да ве прашам дали следевте, дали гледавте Евровизија? Ја не ни знаев Евровизија дека имало верувам. Мене ми излезе дека финале било, полуфинале, нешто така период. Нит гледам, нит ме интересира. Како да го изгуби хајпот Евросонг? А порано гледавте? Порано да, знаев да отворам И да како гледам. мислите? Не, ја никад Порано не и да сум не бил икаш да гледаш, ти искача Да. од фрижидер. Ја никогаш не сум бил фан на Евровизија, најскоро ќе ти кажам, не знам. А вие на пример би сакале да се пријавите? Да. Да, Се кога би имал направува? кога би имал добра песна, прилика, да е добро осмислено тоа, да не се оди така за џабе пошто се уложуваат многу, знае верували или не. Знаеш, она песна пред Евровизија, Да. кога идеш. Тоа се уложуваат за секој настап, секој поединечно сам мора да си уложи грдни пари. И пак не му е сигурица она дали ќе влезеш, дали ќе поминеш да отидеш на Евросонг или не. Затоа она кога би бил сигурен да имам добра песна, добар настап, да сум едноставно сигурен у тоа што го Да правам. се испромовираш добро, да. Апсолутно, Добро е да. за промоција, вака да те видат, бидејќи има ето што викам доста луѓе гледаат. Ама ако го земе концептот на самото тоа е надпреварување, наверојатно, Да. не ме привлекува мене. Лично мене не ме привлекува, да кажем, Евровизија. А вака мислење како за Евровизија? Имате Како некој такмичење, како мислење како надпреварување? надпреварување музичко, да? Па не е више тоа само музичко надпреварување. Па не е. Според не мене, е. тоа е мое мислење. Многу е вмешано тука сигурно и политика, така ми делува за Пропаганда, Да, Каква да, да. пропаганда? Па мислам дека не се промовираат баш најисправни вредности, тука идат мажи потесни какички на Евровизија, имаш ти све, имаш сега на Евровизија. Победниците се генерално и такви, знаеш. Не е сега дека јас напаѓам нешто, но стварно така и делува и затоа никад не ме не привлекува. Знаеш како ништо против LGBT. Ама зашто бе мора секоја година да е победникот? Мора едноставно победникот да е LGBT. Зошто? Кога има ќе земеме Хрватска пред некоја година. Освои второ место Бе и ако била беше за ња. апсолутен фаворит. Бе била за Ето, неа тоа го апсолутни знам. фаворити, зошто мора да бидат второ место? Кога има најбољи настап, публиката најбоље ги прифати, зошто мораше да Не знам победи? некој победи, сигурно некој дечко што шетал по гакички тесни. Зошто мора да е така? Пак ќе кажам ништо против, ама зошто мора да е така? Зашто мора да му се одземе на некој што заслужил да победи, да му се одземе победата, за да победи некој друг? Мислите дека е наместено? Да. Сигурно. Тоа е моето мислење, да. Да, дефинитивно наместено и Порано се не било знае така, веќе. ама А дали следите Хајп звезда? па цела Од сезона. прва рака следиме. Цела сезона бев таму. А прва. и како ви се допаѓа тоа музичко надпреварување? Многу ни се допаѓа. Сега ќе ти кажам. Таа посветеност таму што ја видов од страна на директорот Саша Мирковиќ, таа посветеност за такмичарите, за се да биде во најдобар ред, се да биде под конец. Јас сум се такмичал, нема у кое такмичење не сум бил и нема што не сум видел. Значи, сега не бев како такмичар, бев таму и како жири, меѓу останатото имав и своја рубрика. Али таа негова посветеност за се да биде у најдобар ред, посветеност за такмичарите и така натаму да се залага, јас никогаш никаде ја немам видено. Ами да е ти искрено, кажувам. што правиме момент за Евровизија дека е наместено. Ваму се гледа дека не е едноставно. Се гледа дека тие што вредат се таму каде што препаѓаат и како што кажа Давор. Апсолутно. Све е на високо ниво. Посветеност максимална и Тоа е многу мислам битно. дека За да е успешно мора посветеност. Хајп звезда мислам дека уште долго ќе трае и ќе рушат рекорди стварно. Тоа го мислам. А кој ви е омилен од надпреварувачите? Имате некој? Јас сите ги сакам, ја бев таму со нив, ги поминав нај тие моменти нивни под трема се, па некој нема да добие гласање, па ќе излезе нервозен, па кој ќе плаче, па биде ја цело време. Имаше бев- плачење? Имаше. Мене ми е имаше и супер, плачење. има еден дечек од Македонија, Давид се вика. Мене он ми е супер.
Македонците нормално сите се супер. Нема. Да. Да, си ги сакате македонци. Али Па, се фала можам да кажам и едни од најдобрите вокали. Македонците сите што Слободанка да не заборавам. се врвни вокали, Сања Тодоровиќ, то се врвни стварно, они пеат. И сега на аудицијата кога бевме. Не, Значи, нека се од излегла- Македонија, ама стварно не сите такмичи македонците пеат најдобро и тоа е тоа. Сега реално така е. И Огњен. Огњен што беше со нас кај Бокио подкаст, многу мило дете, многу интересен лик. И али пак ќе кажам јас за сите таму, мање више за сите таму сум се врзал, пошто пак ќе кажам бев со нив цело време таму, сите тие моменти таму ги поминав јас со нив заедно. Имате желба ќе идете на финалето? Да го гледате? Да. Нормално. Давид? Да, нормално. Добро. Како за крај, би сакала да ве прашам. Често, нели, вадите нова музика, снимате на TikTok, ги промовирате. Црна жено стана тренд. Сите песни што ги извадивме периодов стана тренд, Да. сите. Зашто немате настапи? Или бирате кај да настапувате? Ако ми А веруваш. имаше претходно. Ако ми веруваш. Давор се чува моментално за арена. На секој дневно ниво ние добиваме понуди за настапи моментално, али кариерата е стратегија. Не треба да се трча као прле пред магаре било каде што кај да те викне да одиш да настапуваш. Него кариерата е стратегија и знаеме ние зошто е тоа така и зошто го правиме тоа да биде така, ќе си дојде све на свое у точниот момент кога треба да биде така, да се деси. Али дека имаме доста понуди, дека има заинтересираност, стварно има. Нас има и заинтересираност и од иностранство, не само од Македонија или од... Дали можеби планирате да извадите повеќе песни, за да настапувате на некое подобро место или? Нас не викаат и на многу добри места за настапи, не викам не. Али што кажа Давид, имаме некои договори што ги Некои имаме работи направени. мора да се случат во правото време, мислам дека. Али најмалку понуди за настапи имаме од Македонија. Зошто? Зашто не пеете на македонски или? Па не пеат ни во Србија на македонски јазик, па секој ден кај нас во дискотеките некој таму пее тука. Не го гледам проблем ја во тоа. Не мислам дека проблемот е до тоа. Не е во тоа проблемот. Некако кога да се плашат во Македонија на наши луѓе да им дават шанса, знаеш, и тоа мислам дека е една лоша страна на Треба македонскиот народ поише да ги поддржува. Не морам се еве стриктно за нас, ајде да кажеме ние на српски пееме. Ајде, окей. Еве ќе се тргнам, се ќе се оградам, нас двајца не тргам на страна. Нема доволна поддршка од страна на македонскиот народ за македонските артисти. Тоа јас така го чувствувам. Сега почнуваат полека, некако како да се осеќа така некоја енергија убава и се надевам дека ќе продолжи во тој правец. Македонскиот народ треба да се го поддржува своето. како да се исплашени и мислат дека не дај Боже нешто ќе им се случи на локалот или на местото каде што ќе излезе наш човек да пее. Па Дека нема да напуни или дека нема не капирам, па почна нашиве па видоа, не видоа, види ги арени пунат. Па да, Наши во последно артисти- време македонска музика многу се слуша. Апсолутно. И јас сум за тоа. И јас многу сакам македонска музика, јас слушам македонска музика. И стварно и порано ова како ќе видиш одамна песните што се од не знам сега од Врчак и така натаму ДНК. Тоа се стварно евергринови за цел живот. И цел живот ги слушам тие песни и ќе ги слушам и ми се допаѓаат, само што мислам дека треба македонскиот народ повеќе да ги поддржи македонските артисти. Мислам дека генерално македонци кога ќе видат некој македонец на социјални мрежи се одма се сега ќе му напишам тоа е тоа. Сега. Тоа потсвесно се го имат. Буквално такво мислење имам, не знам зошто. Мислам дека треба да се менува тоа. А се Повеќе да се поддржуваат наши луѓе. Инаку како ќе просперираме. Не само во музиката. А хейт коментарите во повеќе ги све. добивате од македонците отколку од србите Ма не, во гледај, во социјалните хейт мрежи? коментар како хейт, секогаш никој ќе има што ќе остави негативен коментар. Не, без разлика дали е тоа некој од Македонија или од иностранство. Ако сака некој да остави негативен коментар, ќе остави тоа лична побода на некој човек. И тука не треба да влие неговата националност, не треба сега да ги ставаме у искош дали е некој од Македонија или од иностранство. Или ти си македонец, пееш на српски, па сега ќе те хейтам. Па добро бе, чекај, имаш панци што пеат на англиски јазик, па светски Па звезди не се ги имаш пријават македонски и што ги македонци прифатиш. што пеат и на македонски па добиваат хейт коментари од Македонија, така да тоа е све индивидуална работа, мислам дека тука владе таков некој менталитет што треба да се смени. Не знам сега дали е тоа само мој впечаток. Ќе спомнам, еве ќе ја спомнам. За пример ќе ја земам Антонија. Кога ќе отворам на Facebook, по порталиве каде што ете ќе напишат за нејзе нешто, значи баби од 70 години и дедовци, такви страшни коментари пишуваат за девојчево,
А девојчево и убава. И ван серијски вокал. И цел живот се занимава со И музика. толку се труди и вади македонска музика, што е добра македонска музика. И пак уште еднаш ќе кажам, ван серијски вокал. Значи, мене не ми е добро кога ќе ги прочитам тие коментари што ги пишуваат за неа баби од 70 години што не има местото на Facebook. Тоа искрено ти го кажувам. А сте се чувствувале ли некош лошо или депресивни така кога ќе прочитате некој лош коментар за вас? Порано. Искрено не, бидејќи сме, гледа, ние сме дошле до тој степен, негативните коментари нас не погаѓаат, бидејќи ние знаеме дека на секој еден негативен коментар кај нас барем има 5 позитивни. Сега, ние ги гледаме многу позитивните коментари. Ако сега јас се базирам само на 1, 2, 3 или 5 негативни коментари, па подобро да не се занимававме со оваа работа и та не се изложувавме вака јавно да се представуваме. Ама имун сум, више не ме допира ништо. Порано да, кога се пријавивме во едно музичко такмичење, ово некоја почна така, кога навалија со хејт. А сега не. Немам. Мада сега пак ќе кажам што викам на еден хејт има 10 позитивни. Стварно е така. Стварно е така. Треба да се фокусираме на добрите коментари. Зашто Ги до има. нас е ние што ќе се фокусираме. Јас ако сакам да се фокусирам сега на негативни коментари, јас само не знам. Ами Психичко некако и здраве ќе се го негативните нарушам, зашто да се коментари- фокусирам? Ами некако негативните коментари треба само кога ќе ги прочиташ, да ги ставиш на страна, ама тоа да ти биде некако како сила за да можеш да успеш повеќе. Не, ја ќе сватам да е некој конструктивен коментар. Во Абе, смисла не и да е секој хејт е негативен. лош. Да, не да. секој хејт е лош. Да, не, тоа ја само ќе да кажам. сватам, но има некои луѓе ги преминуваат и границите кога ќе видиш као што те надразнало до толку да земеш ти да отвориш сега да земам јас да го своето време да го потрошам и да напишам некој таков гнусев коментар. Која побуда е во тебе? Што е поентава? Јас стварно тоа некад не можам да го сватам, но не се ни трудам искрено да го сватам. Постојат такви луѓе, па ќе постојат. постојат и многу што ќе не поддржуваат. Фала им на тие што не поддржуваат. Па и на тие што не поддржуваат на крајот од денот. Не можеш на секој му се свигаш. Не можеш на секој да му удоволиш, ние не се ни трудиме, ние се трудиме да бидеме своји и такви какви што сме. Сега ако некој го дразним или ако некој не почитува, респекти за тие и за тие. Фала ве многу Давор Давид што бевте гости во мојот хајпкаст. Се надам дека убаво се поминавте, така? Прекрасно, лудо и незаборавно. Најдобро да се од сите подкасти каде што сме били. Амбиентот вака ви се допаѓаш, така? Амбиентот е врв. Се е одлично, цвеќано позади, пак ќе кажам уште нешто, многу ми се свига. На Давид дрвото. Давор кажа кој е хајп мора да има посветеност. Се гледа дека е направено со многу внимание, така И што љубов. ми се допаѓа. Да. Мене ми се допаѓа многу. Фала ви И премногу. водителката ми се допаѓа. А, тоа се разбира, тоа се знае. Само не можеме да знаеме кој ти звонеше на телефонот, ми тоа ќе го дознаеме после завршетокот на нашиот хајпкаст, така? Немојте да се чудите после ако е исечен Давид од подкастот, ако уопште го нема, после Не до ова толку. зависи, значи ќе знаете што се десило ако го има у подкастот, добро поминало, ако го нема, ако На е како ќе исечен, речете оваа камера не го фатила у кадар и апсолутно, фатила, се изгасила да. камерата и готово. Да, може ќе има некој проблем, не знаеме. Дечки, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од мојот хајпкаст, а ние се гледаме нареден четврток во 20 часот и како за крај секако да ги поздравам Даниел Николовска кој што се погрижи за мојата шминка и фризура, исто така и Микас и Перфекто МКД кој што се погрижија за мојот изглед вечерва.